кажав и пред да седнеме и верувам дека постојано да седнуваме во истиот момент, ќе го повторувам дека исклучително ми е драго што си тука. Од проста причина што долги години те познавам сосема на еден поинаков начин од она што те познава јавноста, бидејќи јавноста знае за твоите модни успеси, како движи кариерата, низ порталите, интервјуа многу не, тоа ме потсети ти, но во овој момент секако ќе ги поздравиме Алек и Надеца од Модел Син, бидејќи знам дека се исклучително горди на тебе, не поради тоа што ти постигна неверојатен успех во модниот свет и се уште го работиш тоа како што треба, туку се горди на тоа што имаат човек како тебе. Бидејќи тој кој што те познава, Елена, навистина си инспирација и патока за тоа како човек со голем успех, светски успех, може да остане човек, да биде професионалец и никогаш да не заборави на собствената добрина. Најчесто луѓето знаат да бидат слаби и да подзаборават, но ти не спаѓаш меѓу тие. Ти благодарам, Тина, и мене ми е многу драго што повтор пат сум кај тебе во подкаст и како што веќе разговаравме пред снимање. Точно, не се појавувам, една од ретките си каде што сакам да гостувам и не е тоа поради, да кажам сега, некои преференции што ги имам јас, туку заради тоа што јас многу одбегнувам експонирање во јавноста. Работата ја гледам како работа, а не како достигнување за да се фалам меѓу народот и секогаш сум почнувала со тоа што помалку луѓе знаат, толку ќе бидеш посреќен. Така што ти си една од ретките кои што знам дека вистински ми се радуваш и секогаш ми е драго да соработувам со тебе. Нормално е човек да ти се радува, сега малку ќе звучиме така и овие се фалат меѓусебно, но радоста доаѓа од аспект на тоа што многу ретко можеш да слушнеш од луѓе со вистински успех, барем така не тренира оваа средина, да се наметнува успехот и постојано да се бара некаква валидација. Особено модниот свет е инспирација за многу и девојки, па и момчиња, кои што сметаат дека успехот во модниот свет ќе им го донесе мирот и радоста и конечната валидација. А всушност тоа е една машинерија, професија која што е сурова и која што навистина бара и те како да си не само исполнителен, туку и мудар, затоа што неретко велат не е лесно да си убав. Сепак е нож со двеоштрици. Па еве, дали моделингот, дали светот на модата, како девојче ти бил близок, си сакала, ете така, си се доживувала, еве јас кога ќе пораснам, ќе бидам модел. Каков ти бил односот во однос на тоа? Ова може ќе звучи смешно, меѓутоа јас мислам дека немав друг избор во овој живот. Мојата мајка била модел во време на Југославија и јас од денот кога се родив, тоа ми беше како наметнато, да кажам. Од моите најрани сеќавања растев со Fashion TV уклучен на телевизор и мајка ми како ми раскажува еден ден како ќе одам по кастинзи, ќе живам во Милано, во Париз. И до ден денес ме мачи истото прашање, дали да не била она модел и јас ќе сум го изберела ова што го работам сега. Јас сакам премногу професијата, значи има голема веројатност дека ќе сум го изберела, меѓутоа не сум имала избор кај што идејата дошла од кај мене, од моето срце како љубов и желба да го работам тоа, него стварно пораснав до 13 години дека се чекаше денот, саатот да ме однесат кај Алек и Надица. Интересно е дека всушност врвните имиња во модата, односно моделите, тие секогаш биле пронајдени, никогаш никој не тропнал, не барал, не се замислувал, напротив, едноставно постоел. Тоа е тој скаутинг кој што многу правилно го прават Модел Син и мислам дека не отстапија, направија јубилеј сега 25 години од нивните стандарди. Никогаш помалку или нешто вон она да експериментираат. И мислам дека тоа се покажа како успешна формула. Сега, за почетоците,
познавајќи го Алекс, знам дека кај него нема дилема, ти можеш да изгледаш, да ги имаш сите пропорции, но ако те почувствува дека нема да бидеш доследен, нема да го покажеш она што е основно воспитание, посветеност, трудолюбивост, едноставно може да те исклучат. Ето, тоа е нешто што јас лично многу го почитувам кај нив, бидејќи гледаат на тоа како професија која што треба да трае. Еве, како се споивте со Алек? И Надица. Мајка ми преку пријателка ме однесе кај Алек и Надица. На 13 години мојот прв проект беше со синот на Надица Мако. Сликавме календар за алкалоид. Прва ревија ми беше... Мако колку имаше тогаш? Значи двајцата јас бев, не знам, 7 деление. И следен проект ми беше ревија за пелистерка во Порше Македонија. Не знам која година, 2008-2009, нешто така. Каде што носев креација наношпал и бев облечена како шише газирана вода. Така што тоа ми се почетоците и првите проекти. Алек да го раскажува нашето запознавање би било уште посмешно, заради тоа што јас во тој период сум многу повлечена, што со годините и искуството научив да не бидам. Имав и проблем во кариера, заради тоа што јас многу селективно избирав со кого ќе разговарам и додека некој не ја заслужеше довербата да му верувам како човек, едноставно се оградував и не коментирав ништо. Мудро се постапувала. Денес се плаќаат лајф коучови да ни научат луѓето да молчат за своите планови, умно да го избираат своето друштво. Да. Твојата најверојатна природа, тоа одлично го знае од самиот почеток. И со Алек се смееме, ми вика до твои 16 години секое прашање што тебе ќе ти го поставев, одговараше сестра ти. Вика ти само седеш и ме гледаш. Потпоро. Да, така што тоа, а тоа што наведов дека имав проблем, тоа беше на мои 18 години кога првпат замина во Њујорк. Не сум човек што, како да кажам, е фейк. Не сакам да се улизувам за да добијам нешто и да купувам пријателства и работа, него сакам да се цени мојот вреден карактер. Кога станува збор за работа, така и во Њујорк месец дена, одам на кастинзи, одам на работа, никој се нема ништо пожалено и во тоа време се јавува мојата агенција од Белград за да праша нели како сум, што сум, како си имам снајдено и во Њујорк фидбекот е се е супер, вредна е премногу, меѓутоа ние не можеме да запознаеме каков карактер е заради тоа што не разговара со нас. Бај не разговара, мисля, hi guys, what you doing? И да ги канам на кафење ручаци, што е тотална спротивност од мојот карактер. И бев искарана од Белград. Јас месец и пол во огледало учев. Hi guys. По 10 пати на ден и очи ми се превртуваат, значи стомакот ми се превртуваше и го совршив. И Па и тоа не е лошо кога ќе размислиме дека најголем успех е кога ги победуваме оние работи кои што не се својствени, нели, до кои што се држиме и дека можеби човек учи додека е жив, па еве си го надминала тоа. Да. Ама го имаш под контрола и тоа го може би под контрола добро. И затоа што немав избор во тој момент. Сакам да работам, сакам да бидам доследна, ајде да кажам, на сите задачи што ми се зададени од агенција и да ги исполнам сите услови за еден модел, така што немав избор, научив и да разговарам со луѓе. Што не ги познавам. Разговарав многу со тие што ги познавам. Да, ова ти реков, луѓе учат години идат на советување како конечно да се заштитат. Ти тоа природно го имаш. Па не знам, се размислувала, еве се сакала или некогаш можеби да се занимаваш со психологија, ако многу има во оваа професија? Се занимавам со психологија приватно. Многу добар психолог сум за пријатели. Ама и многу долго време јас имам поминато како пациент. Си имам свој психолог, кај што одам доста долго време. И не само за животни проблеми. Општо сакав да почнам од денот на моето раѓање и кои се тие
трауми, ајде да кажам, што секој човек ги преживува во животот, дали од родители, дали од околина, дали од се, сакав да ја запознам суштината на мојот карактер, од каде секоја моја одлука произлегува и стварно сум доведена во некое зен постоење, да го наречам, заради тоа што многу е тешко човек да ме разочара. Стварно е многу тешко да ме разочара, заради тоа што сите ги разбирам. Јас им ги наоѓам трумите, значи на овој човек му се случило вака, за да изреагира така спрема мене, не е намерно, меѓутоа го има направено. Е сега нормално, без разлика на моето разбирање, секој човек си има различен фолдер во мојот живот и доколку некој ми има сгрешено, простено е. Значи секогаш што е исто една реченица од психолог, што ми гневот и омразата отров кој што најчесто нас не труе. Да. И од психологот исто тоа го научив. Прости не за другиот, вика. За тебе да ти биде полесно. Така да тоа ми е нешто што ме води кроз целиот живот, така да на сите им е простено, само што нема да имаат допир до мене. Значи они се во тој фолдер како здраво што правите и толку. Пријатно со оглед на тоа што нели најчесто луѓето делуваат подсвесно, не се ни свесни колку всушност во подсвеста во тие фјулки лежат многу нешта кои што според кои што се раководиме, а ги толкуваме како свест. Еве, да. Добро е што се чепка, затоа е убаво најверојатно човек и да те има во друштво и да, не треба да се трошиме и можеби таа доблест и ти помогнала да убавината не стане твој непријател. Луѓето некако најчесто и се воодушевуваат на убавината. Оној кој што ја има, да, тоа е убаво чувство, нели? Убавината отвара врати и така натаму, но убавината знае кај човекот ќе се сложиш и да затвори многу врати, односно самиот да подзаборави кое што е. Во модниот свет убавината се менува, тоа е интересно. Како да бизнисот, модната индустрија одлучува што е актуелно, што е убаво. Ајде малку да им објасниме на оние кои што нели имаат глорификација во однос на тоа и дека да се појавиш на насловна страница, сушност е онаа безазлена радост и мок дека еве јас сум најубав, а сушност е бизнис и бизнисот цел. Да, вака. За јас сум најубав, од моја гледна точка не поаѓам од тоа, дека сум добила некоја работа заради тоа што сум најубава и секоја година трендовите се менуваат. Не значи дека секоја сезона и секој месец кај мене ќе биде доходовен и дека ќе работам како што сум работела, баш поради тие трендови кои што настануваат, меѓутоа доброто кај мене е што спаѓам во нешто измеѓу. Можам да работам и фешн и комершал, што не секој го има тоа. Има многу девојки, например, што не се класична убавина, а работат супер, малце се по underground стил, нели нормално и фризура, целиот лук има по дарк. Има многу клиенти и за нив. Само што ако ги земеме нив, они па никогаш не би можеле да работат комершал. И сега ги имаме и тие комершал девојки што не би можеле да работат фешн. И у принцип цело време се менува трендот. Една година се бара едно, за 2 години ќе се врати тоа, така што константно има работа за сите. И сега кај мене доброто е што јас можам да се снајдам на секоја страна да играм, што сум многу благодарна за тоа. И убавина како убавина, не знам, не е толку пресудна за сите тие успеси. Повеќе ќе кажам дека е карактерот, заради тоа што јас имам многу стални клиенти со кои што соработувам поради мене, не поради мојата убавина. Зашто како на секој нормален човек се случува и да се здебелиш, и да ослабеш. Сум била и на терапии, кај што сум била многу здебелена, ама заради здравје нели не можам да оставам некои лекови. Ниеден клиент од мене се нема откажано. Никогаш. Без разлика што сум била и 4 кила
подебела во одреден период. Ете, повторно некако се потврдува тоа дека всушност содржината е таа на која што треба да бидеме сконцентрирани. Всушност нели убавината, пропорциите, супер моделите и оние кои што траат најчесто траат токму поради таа самодисциплина, одговорност, професионалност. Да се навратиме сега на почетоците. Навистина треба да се исклучително храбар, бидејќи за се има прв пат. Твоето прв пат е добро е, бидејќи тие се годините, беше на 13 години, така? 13 години кај Алек, а на 15 години во Милано. Во Милано, ама одиш со мама, ќе поздравиме тука секако. И веќе на 16 ти си сам. Да. И во време кога нема GPS, како ми рече. Во време кога нема ништо. Камоли GPS, имав Skype и лаптоп што беа дома приклучени. Мислам дека ни Wi-Fi не постоеше како Wi-Fi, него некој кабел стававме во лаптопот за да имаме интернет. Таква некоја меморија имам. И сум сама со мапа. Милано ми е град што ми има оставено, мислам дека најмногу трауми во животот. Зошто? Ради таа мапа. И ради тоа што во тоа време имаше, мислам дека 3 метролинии и трамваи, и проблемот беше што во Милано, например, ако кажеме улица Вија Матеоти, да ја земеме како пример, почнува од тука на мапата и завршува тука. А сега јас треба да одам на број 19. Може би е на овој ќош, а може би е на овој ќош. Дали додам со метро или додам со трамвај? А во меѓу другото, треба да ја најдам мапата, треба да ја најдам улицата, заради тоа што мене на мејл секоја вечер ми стига во хотел. Они ми го принтаат ливчето со кастинзите и на која адреса се. И јас на листот од вечерта се спремам, седнувам мапата на земја ставена и запишувам каде што треба да стигнам. Од тука треба да фатам таа линија за да стигнам до тука, до ваму, до таму. И беа поделени мапата на квадратчиња. Не сме да се помисли да се доцне на минути. Нема доцнење во моделинг. Затоа сите модели мислам дека имаат една убава дисциплина и понатаму во животот. И сега мапа е поделена на квадратчиња од 1 до 10, а до Д. И си бараш во кое квадратче е улицата. Тука има едно пола саат работа, додека ја најдеш, зашто квадратчето е така вака волкаво и ти бараш, наоѓаш. Сега најинтересниот дел е. Ако не се промени распоредот, се оди под контрола. Може ќе треба да пишачиш пола саат до другиот крај кај што ти треба бројчето, ама е под контрола. Најголемиот проблем е кога ти стигнува SMS, зашто нема Viber, имаш уште еден кастинг од толку до толку и сега со мапава што веќе имаш направено, сваќаш дека губиш уште саат време, зашто треба да седнеш на некој плоштад, да отвориш мапа, на некоја клупа, и од почеток да пресметуваш и да правиш пресметки како да стигнеш на сегде. Каков стрес е тоа и предизвик. А еве за Милано преку Белград агенцијата всушност се доби задача во Милано. Да. Така оди добро. Алек и Надица мене ме споја со агенција во Белград, која што понатака беше задолжена за сите мои патувања. Така е, сега пристигнуваш со мама, добро кога е мама. И еве во Милано да речеме, ја паметиш ли првата соработка, првиот кастинг? Јас стигна во петок, во недела имав сликање за Blue Marine, веќе работев. Веќе работев. Како изгледа еве прв пат на кастинг од тој калибар? Искрено немам сеќавања. 100% сум била потресена и изгубена и не ми било сеедно. 100%. Не се сеќавам на кастинзите. Знам само дека првата работа што ја добив на 15 години ми беше истото сликање бикини. И за мене тоа беше огромен шок. Зашто сум 15 години, не беше ништо провокативно и слично. Меѓутоа јас бев во бикини на втор ден само што стигната во Милано, не знам никаде се наоѓам, а не па дека треба да работам нешто. Така што тоа го паметам само и после тоа не се сеќавам на кастинзите, ама имав еден период после тоа во Париз каде што знаев и да прескокнам некој кастинг заради тоа што ќе фатам метро, ќе отидам во погрешен правец, сум го пропуштила, јас на агенција не кажував, се додека не ми се јави еден ден, Елена, ти кај Ашли на кастинг не си била.
Јас веќе не можам да се сетам која е Ешли од тие 19 кастинзи во текот на неделата што ги имам Тука доаѓа до пропуштено. израз сушност дека тоа е навистина модна индустрија и тука нема зезање, нема импровизација. Интересно што ете модата е таква, модната индустрија е нели таква категорија, не случајно индустрија, а не само професија и компанија, која што она диктира на пазарот. Не пазарот се бара на пазарот. Они креираат вкус, стил, актуелност и така натаму. Од тука доаѓа и мокта и навистина модата и претрпе модната индустрија низ историјата постојано еве од 80-те, 90-ти, сега ностоп нешто се менува, па дури и пазарот и односот кон нели моделите, односно што е актуелно, што не. Кога сме кај почетоците, Париз е еден град кој што секогаш асоцира на град кралица на модата. Милано, Париз, тие се и Њујорк. Тоа е оди како нешто што се смета за врв. Како го доживеа тие во Париз во однос од другата страна? Јас Париз многу го сакам. Почетокот ми беше тежок заради тоа што Париз е преголем град. И затоа и напоменав дека додека имав таа мапа, јас на сите кастинзи не можев да стигнам. Меѓутоа после тоа дојде технологијата, па имавме Google Maps, тоа беше се поедноставено, така што беше супер. Инаку Париз јас многу го сакав, многу повеќе од Милано и супер работев. Животот ми беше супер во Париз. Имав моја најдобра пријателка со која што заедно си зимавме стан, си готвевме, си живеевме заедно. Така да Париз секогаш ќе ми биде во преубаво сеќавање заради тоа што некако и бев малце повозрасна и некако и заживеа во тој град и можеби и тука... и влезена во штост, значи, да, сепак е Милано малку постресно од сите агли. И влезена во штос и исто многу голем дел од карактерот мислам дека изградив и во Париз. Зашто Париз ми беше онака, окей, сега веќе знам што правам, знам каде сум, ама ги пројдов и сите тие тинејџерски фази јас во Париз. Со излагање во диско, со разни дружби, со вежбање теретана, здрава исхрана, прв пат на почетокот, првиот тренер јас што го имав беше во Париз. И до ден денес имам скршеница од тие тренинзи. Захтевна работа, бара многу. Па ајде малку да проговориме за ангажманите и модните куки, бидејќи сепак они многу точно знаат што им треба во даден момент и всушност тоа е и можноста кога моделот, ако му се погоди, коцките се сложат, тогаш може да прави кариера и потоа го бараат. Потоа моделот е тој што продава. Па еве за соработката, со кој се соработуваше во Париз? Јас имам све заборавено, искрено, меѓутоа од има тоа што многу. се сеќавам, работев со Сефора, со Карвен, со Галери Лафајет, имав снимање на кампања во тоа време. Лила, искрено ништо не ми текнува. Ел слика во Париз. Ел? Не си ги памтам јас заради тоа што не ги За мене тоа е работа, да. Але како го прашате, точно знае во кој период што имам работено и како имам работено. И на почетокот дека ги запознам сите дизајнери, ќе ме прашаше Екица, кој си на кастинг, јас ќе кажам некој бренд. И ми вика, "No, Екица, па ти знаеш ли каде одиш?" За мене тоа се беше појма нема. Какви се еве парижаните? Јас никогаш немав проблем. Сите Париз го доживуваат како место каде што доколку не зборите француски, никој нема да ви се обраќа на англиски и дека се малце надмени. Јас немам таков впечаток, значи јас имам прекрасен однос со кој да е. Секогаш кога сум зборувала на англиски, ми било културно вратено на англиски, секогаш биле окей со мене. Малце се постресни, малце не... Они сакаат да живеат во некоја драма, да, они имаат невроза. Јас сум све спротивно од тоа, јас не можам да функционирам под притисок. Мислам, не можам, работата ми е притисок секој ден. Меѓутоа, јас како личност не функционирам на притисок и на повишување тон. Се сакам да е на смирено и на полека.
Така што, зашто јас го доживувам многу лично, мене некој да ми викне, за мене е крај на свет. Значи, зашто водата си ја ставила тука? Јас ќе се припотресам и ќе бидам како, нема не мислев, знаете како, не сакав да сгрешам, а нивниот начин на говор е таков. Да, добро, тоа се и годините, ние низ годините учиме младоста, секако истражува, учиме за себе. Неверојатна животна школа е, еве, твојот пат. И мислам дека денес, кога гледаш можеби од овој агол, си викаш, колку потрошив енергија, стресови кои што можеби не требало, но се има свое време. Не го гледам така. Мене најмногу ми е криво за што пропуштив некако вид на детство и тинеџерски години. Тоа ми е криво и што пропуштив толку многу родендени и празници и важни случувања на моите најблиски. Значи, само за тоа ми е жал, но и да се вратам не би сменила ништо. И многу сум среќна што сум го имала тоа искуство, заради тоа што не дека сакам да се фалам, да не звучам така, ама мислам дека сум 10 години позрела од сите мои врсници. Па да, всушност, нели... Знам, и детето во мене не умира. Апсолутно, Јас дете можам да бидам во секоја секунда, ама кога треба сериозност, сум 10 години позрела. Играта никогаш не недостасува кај тебе, креативна си и мислам дека твојата креативност ја споделуваш со луѓето од твојот свет. Они тоа најдобро го знаат, особено кога подготвуваш родендени, неодамна и роденден имаше. Да. Како рече за ама модната Библија во чепкавме нормално. Во 2015 година те стави на листата на модели на кои им предвидуваат блескава кариера и не сгрешија. Сега полека ќе ме носиш патот до пикот. Бидејќи нели секоја една кариера има пик. Јас само ќе кажам Келвин Клайн, мене тоа ми е врежано. И да, колку е да звучи неверојатно, мене мислам дека кога те гледа човек, асоцираш на она што го сакаат Келвин Клайн. Кейт Мос е таква една приказна. Мислам дека во времето она кога се појави со она фантастична петорка, шесторка, колку беа, она одскокнуваше во секој поглед, но беа во права, она се уште трае. Да. Па еве, ајде од Париз свака малку патот кон пикот. Од тоа што памтам. Од тоа што памтиш. Од тоа што памтам, во Париз бев до мои 18 години, бидејќи за Њујорк требаше да имам веќе наполнето 18 години. Тоа се случи како што завршив со средно. Заминав за Њујорк, во Њујорк бев 4 години, не постојано, меѓутоа одење и враќање во тој беше период. Веќе предвиден или те побараа додека беше во Париз? Како не, да ти Њујорк беше предвиден. Ние секогаш знаевме дека на 18 години треба да отидам таму, меѓутоа не сакавме да го мешаме додека се уште сум во средно, заради тоа што јас додека бев во средно можев да патувам само за зимски и за летен одмор. Така што Њујорк дојде одма после средно. Во меѓувреме имав отидено и до Токио. Мене Токио ми беше љубов на прв поглед и до ден денес, и тоа е еден најпрекрасен град каде што сум била и најпрекрасна држава со најубава култура. И јас секоја година мене ми беше поделена на Њујорк и Токио. Значи ја немаше опција да го пропуштам Токио. Еднаш кога веќе отидов, не ме интересираше мене толку Њујорк колку што ме интересираше Токио. Значи јас одвојував 3 месеци во годината, не ме интересираше како, што, зашто, дали ќе биде на почеток, на средина или на крај на година, јас мораше да одам во Токио. Така што од 2014 до 2018 јас сум релација Токио-Њујорк. Њујорк ми беше супер за работа. Искрено, работев многу. Келвин Клайн таа година ме земат за ексклузивно лице, тоа е многу нормално дека ми отвори и многу како други изгледа врати. тоа? Испраќаш бук, па не прават некоја... Бев на кастинг, ама во тоа време и кастинг директори беа Мајда и Рафи, или Рами. Мајда ја памтам. Мајда беше една од најстрогите жени, што многу ретко сакаше модел. Мене Мајда ме обожаваше, ама мене Мајда ме обожаваше од мои 15 години. И Мајда е најзаслужна за многу ревии што ги имам работено и Long Jump сега што можам да се сетам. Мајда е њујорчанка или? Мајда не е њујорчанка, не знам од каде е. Искрено, тементен, крупна жена.
И мајда мене ме обожаваше од првиот пат кога ме запозна во Милано. И она ми има земено буквално за се што можела и било под неа да го работам, така што мајда мене ме... дел од агенција која што всушност... Она е кастинг директор. И сега модниот свет се и за сите ревии и за проекти се дели на некои кастинг директори кои што избираат модели. Тим, они беа двајца, значи Мајда и Рами, како кастинг директори држа да кажеме во тоа време 30 бренда. За сите тие 30 бренда, она ме ставаше на све што можам да работам. И секако што можеше да ме бутне, за клиентот мислам да ме бутне. Тоа не е како земете, ќе ви платиме. Него секогаш и бев прва опција заради тоа што стварно многу ме сакала. И секогаш сум била избрана во потесен круг, па на крајот нормално дизајнерот сам бира. Меѓутоа сум имала шанса да бидам ставена во тој потесен круг како избраничка од неа. Така што со Мајда и Рами се изнаработев искрено. И преблагодарна сум. И во Јужна Франција имаше момент каде што мислам дека беа повеќе дизајнери, нови дизајнери и ревија со за Селин, која што таа ја организираше. За ревијата за Селин не бевме сите избрани, бев јас и уште неколку девојки, мислам од целиот тој тим кој што патувавме. Пред да излезам на таа ревија, уште во тоа, не, она уште во тоа време користеше телефон со копчиња, ние бевме на смартфон. Само имаше прашано пријател да ја прати порака како е на македонски со среќа и како што ме држи на ревијата, мислам дека имам и слика, ќе пробам да ја најдам, вака ме држи за рака на ревијата и ми го врти телефонот со среќа и јас излагам. Тоа е исто проект од неа. Така што во Њујорк сум до 2018 година, работам супер. Мене Њујорк за работа ми беше стварно многу погоден и стварно многу работев, меѓутоа јас не се пронаоѓав таму. Па во Њујорк фасцинира, нели, бидејќи Њујорк е мека и медина не само за модна индустрија, за се. Но велат дека е и мелница и дека има еден таков интензитет, се брза. Дали е тоа така? Не. Кој не бил во Кина, може да му е Њујорк мелница. Њујорк е 10% од Кина. Не е за таа мелница. Јас во оган да ме стават, има да го изгасам оганот. Значи, предизвик за мене не е проблем. Јас во Њујорк имав друг проблем со народот и цела таа заедница на фейк луѓе. Имав доста пријатели, меѓутоа немав некој пријател што ми е блиску до срцето. И бев многу сама. А во Њујорк мене ме третира како роб сакам да кажам, меѓутоа не е тоа роб. Роб на времето ќе кажам, да го објаснам како така. Они најверојатно кон се имаат однос како го објективизираат и човекот, како потрошна роба. Сега во моментот тоа и се име бизнис. И се околу бизнис. И јас, например, одам за Њујорк и се договарам уште од самиот почеток дека јас сакам да земам одмор, да кажеме, во септември, а таму сум отишла во март. Се е најавено од почеток, значи јас секогаш сум најавувала кога планирам, каде планирам да одам, мене ми правеле константно проблеми. Ама чекај сега опција, ама чекај сега ова, ама чекај сега она, јас не сум си можела да си отидам. И јас сум заглавена во еден бубањ, кај што имам слободно време, што не можам да го искористам и насилно на форсирање морам да останам заради тоа што тоа не е добро за тебе. Имав момент кај што сама букерка ми се јавува и ми кажува: Елена, за 3 недели од сега можеш да одиш на одмор, еве ти кажувам, веќе е тоа финално. Наоѓам јас авионски карти, ги праќам на букерката и мене букерката не ми враќа на мејл една недела, не ми враќа на мејл втора недела. И сега недела дена пред одморот јас и пишувам мејл и здраво, јас сакам да си купам авионска карта, не е дека летам од Париз за Милано и е тука, него јас се враќам назад во Европа. И сакам да ми потврдите до крајот на овие 2 дена дали може јас да си купам авионска карта и да си букирам хотел. Сакам да одам на одмор. И мене ми враќаат, треба приоритетите да си ги видиш во животот, а јас 8 месеци таму. Треба приоритетите да си ги видиш во животот, што ти е приоритет, и да си ставиш на кантер што ти е поважно, приватниот живот или професионалниот. Типично. Мене некој ако ме знае, многу добро знае колку мене приватниот живот ми трпел ради работата. Ама не по секоја цена. И тоа е тој период кај што јас почнав активно да одам на психолог
и јас вистински не бев добра, јас имав некој не знам дали била депресија, јас така си го карактеризирам како почетен вид на депресија. Притисок создава те става во ситуација која што едноставно можеби не било потреба во животот да се ставиш. Да немам избор на лично право да одам на одмор или било што. И тогаш си ги поставуваш екзистенцијалните прашања, дали ова е тост на вистина што сака. Инаку да не било тоа, Њујорк е феноменален за работа, само што јас не сакам да ми се врзани рацете и да не можам да одлучувам за себе. И тука се враќам. Calvin Klein се случува во Њујорк. Еве, ајде да проговориме малку за ваков бренд, бидејќи тоа е навистина сериозен бренд. Како изгледа работата? Бидејќи ние кога слушаме од другата страна, ние само тие, нели, финеси по Calvin Klein, но како изгледа всушност, еве, дотична работа кај Calvin Klein? Јас, кога се случуваше тоа, не беше само ревија, сликавме кампања, имав ревија и имавме месец и пол или два пред ревијата шиење на цела колекција. Јас од тој тим во тоа време беа прекрасни луѓе, значи прекрасни луѓе, за кои што исто во Њујорк за Дона Каран не можам да го кажам истото, значи тоа е најлошиот клиент со кој што имам соработувано и после работа имам блокирано да никогаш повеќе не работам со нив. А Calvin Klein беа прекрасни луѓе, многу човечни, многу се грижат за вас како човек пред се, па после тоа како модел. Ние 2 месеци, значи, работевме на колекцијата. Тоа беа материјали во канцеларија кај нив, кај што цртаа скици и јас бев со уште 2 девојки тука и само го фаќа материјалчето со безопасник ќе го фатат, дали да биде за вој фустан или да го правиме панталони. Така што ја сушивме целата колекција до последно, ја направивме ревијата и после ревијата сликавме кампања и после тоа продолжив да соработувам со нив за други проекти, исто и во Милано имав кампања со нив сликано и за e-com, за онлайн работи, така што прекрасни луѓе. Не се ни чувствував дека работам до толку тешка работа, значи целата 3 месеци бевме заедно, не знам како да кажам, секој ден се гледавме и не го почувствував тоа како замор. И Валентино е нешто што е дел од твоето портфолио. Валентино, каде се случува? Па да, ја морам да те посетувам, ја не знаев за дека ти всушност не паметиш, но мене тоа и не ми е чудно, затоа што луѓето кои што работата им е работа, и еве ми покажа со ова, дека ти секогаш си избираш себе си, што е неверојатно умно и мудро. Луѓето некогаш акцентот ќе се сложиш го ставаат на кариерата, жртвуваат многу, доаѓа момент кога тоа секако ќе дојде, ќе заврши, ќе се стиши ако не друго, или можеби едноставно ќе премине во друга форма и тогаш човекот знае дека го изгубил времето за себе. А се може и добро да се живее, може и добро да се работи. Само треба да си има желба. Еве, ја вака сега ќе, бидејќи ти не ги паметиш, Calvin Klein апсолутно го ставаме на врвот, сосема логично, ни се допаѓа како креатор. Потоа Армани, Валентино, ти имаш буквално огромно богато портфолио. Па еве, како е да се работи за големите модни куќи, Валентино барем некогаш беше поим за елеганција. Да, со Валентино имам сликано, така што кога е ревија во прашање, имаш повеќе допир со самиот креатор. Кога се сликања, многу ретко кој присуствува си тој тим позади тоа на професионалци. Со никој во животов не сум имала да се замерам за нешто, да се пожалам за нешто, тоа било единствено Дона Каран. Што сум имала проблем на се, така да со сите други... Зошто Дона Каран? Што ја издвојува, еве, да е неподнослива за те? Не беше ни... Беше жена од тимот која што беше задолжена за да ги прати фотографиите додека ние фотографираме. Таа жена, не знам колку време има работено
во тимот и што има Да, работено. најчесто се луѓето ги запознавате луѓето кои што се задолжени од тим. Да. Тоа е нормално како во голема компанија не иде Да. собственикот со вработените. Бара од мене нешто за кое што упорно им кажував дека го правам и се расправаа со мене. Значи, ние изгубивме 3 сати каде што женава седи позади компјутер и гледа јас како позирам. Насоката ми е елегант и елегант classy simple. Значи, елегантно, едноставно. Немам јас некој голем избор на пози кога е тоа во прашање, значи единствено што можеме само со раката, значи тука правиме овој работа со прсти, дали ќе ја ставам вака во джеб. Фотографот е тој кој што не Фотографот слика и жената коментира. Значи пак треба да им се допадне финалниот продукт. И ми објаснува цело време, немој да ги користиш нозете. Зашто пак за елегантно, јас треба да застанам на еден колк со мал расчекор и малце, значи во 45 степени нога една во страна, за да изгледа елегантно, зашто иначе само рамно стоење. Не може така ногата, не може така раката, не може вака, не може така, не може онака, не може вака. Ја ќутам како и секогаш, ама моето ќутење има лимит. И после 2 сати на културно, јас се извинувам, меѓутоа јас на вистина немам капацитет да разберам што барате од мене. Вем замолувам, застанете на сет, покажете ми како треба да позирам за да заштедиме и моја и ваше време. И господјата застанува на сет и сваќа дека тоа што ми вика не е единствената опција да се слика. Фала Богу, имам искуство. И на крај само излезе од сет и рече, да, продолжи, супер си работиш. И седна. Ради тоа. Ти се чини ли дека модните креатори до нив стигаат моделите да видат како тоа е представено нивното? Не. Затоа сум сигурна не. Па тука е најчесто 90% е не. Да, најчесто е така во компании неретко кој работи знае дека можеби врвот најмалку е запознаен со она што се случува реално, работа, така да секаде е исто најверојатно во светот. Да проговориме за предизвиците, бидејќи никогаш не си сам, нели? Ќе спомен, тоа конкуренција ми е небулозно, но е конкуренција. Нема конкуренција. Нема конкуренција. Девојките вака меѓу себе или тоа повеќе го гледаме на реви, да речеме, не знам на што реви да кажам заради тоа што јас со години не живеам и не делам стан со модели. Ајде, кога требаше тоа да го правиш, ти си фасцинирана од својата пријателка, цимерка во Париз. Да, ама тоа ми е пријателка која што веќе јас ја знам од мој 15 години на моето прво патување во Милано. Да, таква била ситуацијата, па и тоа да го пробиеме, нели, да го победиме во животот. Да имам проблем со некој ради конкуренција. Така? Не, какви се, да речеме, бидејќи се случувало, барем така, не имаме информација. Јас имам само слушано. Искрено. Дека си имаат гасено аларми, девојка на девојка за од љубомора за да не отиде на работа и слично. Јас не сум била во таква ситуација, зашто јас на прво дење во Милано делам стан на 2 месеци, следното дење во Милано јас имам мој стан. Јас сум човек што сака сам да биде, не можам да седам со многу луѓе и мојата приватност ми е повредна од се останато. Во Париз одам, делам стан со модели, доека не го запознам Париз, не сватам кај се наоѓам. Следното е со другарката, сами зимаме стан. Кај да сум била сама. Така што немам некој искуство и на крај на ден не се ни дружам со луѓе. Таков карактер сум. Значи, јас многу тешко ми е за да се запознавам. Не па да кажеме дека не се дружиш, многу се дружам. Не. Ама ти многу можеби умно постапуваш што бираш своето опкружување, не во однос на тоа кој е нели нај да не сватат погрешно, туку не, јас со секој ќе седнам. Ќе седнеш со секој, но не си го трошиш времето. Да, ја имаш валидацијата преку професијата. Се исполнуваш, работиш и така натаму, оно што ќе го стекнеш практично и правилно правиш слободното време, си го живееш животот онака како што ти си замислил. Не ти се мешаат, нели, кариерата и приватното. Некогаш луѓето приватноста им е кариерата, кариерата е приватност, тука најчесто се прават грешки.
пред да преминеме на Кина, која што станува од низ годините кралица на модата, дури оние кои што еве ти открив одат на работа по други професии, се изненадува дека сите визи се практично модел. Печатот е модел, модел. Се менува светот, во секој поглед се менува. И, кога зборуваме за тоа сам да се го пробиваш патот, од тебе може многу да се научи. Го велам тоа затоа што дали се немало избор или тоа бил изборот, човек едноставно мора да биде војнички дисциплиниран. Таа дисциплина и тие спомна за некои модели многу им донала предност во животот. Во последно време, особено на Балканот, живееме многу недисциплинирано во секој поглед. Сакаме се одеднаш и некако само крајот го гледаме, никако патот до крајот. Па еве, јас знам за една ситуација во Париз, ја реков ќе ја спомнам, кој што не е безазлена, затоа што сепак големите градови носат големи предизвици и знаат да бидат и небезбедни. Секако ако сгрешиш. Но еве, ајде да раскажеме малку, да дадеме драма на подкастот, но навистина и тоа е нешто што е составен дел кога светот е твој избор. Да. За таа ситуација во Париз требаше да додам на кастинг. Јас живеам во самиот центар на Париз. Јас сум човек што не обожавам јавен транспорт. Јас сакам ако може пешки да стигнам негде, преферирам пешки, со кола или ептена кој е нешто далеку, да е една линија што ќе ме однесе до таму. Јас живеам во центарот, кај што на мојата станица, мислам не е сам центар на Париз, него центар на сите метро линии во Париз, беа 5 метро линии во Париз. Јас таму го избрав станот за мене да ми биде една линија до сегде, за да не треба, зашто тоа преседнување од една во друга линија не можам. Значи ако треба пешки ќе одам пола сат, тоа стварно не можам. Да се качувам нагоре надоле по тунели, да влагам во дупки, не сакам. Неверојатно како се слушаш ти себе си. Ја те слушам тебе, викам Тино, па ти вака треба да се слушаш себе си понекогаш. И јас за тој кастинг се наоѓа надвор од Париз во принцип, од сите зони надвор, во некое предградие. Како јас ке стигнам, фала му на Господ, во тоа време имам и Google Map. Ја прашувам Google Map-ава како да отидам. И ми викам, имаш 3 преседнувања или 2 преседнувања со метро, или ако сакаш да фатиш автобус од кај мене од пред зграда, ама треба да се возиш сат и 20 минути. Викам, топ, викам, сат и 20 минути во едно. Идеално. Пешки не можам да стигнам, ама сат и 20 минути до последната станица, викам. Си се качувам и ке си одам, викам, кога стигнам, значи знам у толку треба да бидам. После тоа имам некои 20 минути или 25 минути пешки од кога ќе излезам од автобус за јас да стигнам на кастингот. Супер, тргам. Меѓутоа, и моја грешка е што сум тргнала со автобус, ама... Колку години имаме, Елена? 17. Не, постара бев, лажам. 20. 20. И моја грешка е, ама не е до толку моја грешка, колку што мене некој од агенција треба да ми извести дека јас одам во предградие и дека јас ќе треба да поминувам кај обиколници и да ми каже дека единствениот начин за да стигнаме да ја фатам само таа метролинија што остава во близина таму на последна станица, па има 10 минути пешки во урбана средина. Мене тоа никој не ми известува, значи јас сама си правам план како одам на кастинзите. Никој не ми кажува. Тргам јас со автобус, се симнувам од автобусов, последна станица, и сега ги имам тие 25 минути пешки. Одам и доаѓа дел каде што треба да поминам под надвозникот, мост, од автопатот, да поминам под тоа. И сега устварив дека е све автопат, значи сите овие патишта се оглучуваат на автопат, има навака иде и како јас треба да пројдам низ цел тој сите тие тунели над мене што се, да отидам од другата страна. Таму има некој парк, догледувам, нешто се случува луѓе во паркот и после тоа од позади треба да бидам во делов каде што е уствари индустријска зона, беше тоа повеќе кукички фирми за да стигнам на кастинг. Проаѓам првата улица и сега тука има двајца луѓе, тоест не, тројца беа, една девојка и двајца дечки и кога ме прашуваат кај идеш, што идеш, јас игнорирам и си продолжувам понатаму.
И викам побрзо, како што ја се приближувам кај тоа паркот што има луѓе, тоа е во принцип камп со мигранти, во тој период кога беше од Сирија, кога се селеа во тоа време, камп со мигранти. Јас не знам, значи јас мислам дека имаше едно 30.000 мигранти, од кои што 80% беа мажи што живеат во шатори. Мене никој нема да ми помогне, јас да викам нема кој да ме спаси. Над мене е автопат. И јас сум обколена со мигранти. Јас во тој момент само онака голтнувам, се враќам назад, почнам брзо да одам, а тие тројцата уште си се таму на таа раскрсницата. И јас викам Убер, само да дојде да ме земе. Барам Убер, додека наместам точката да погодам, не знам која е адресата, тука да видам тој ќе да ме земе. Па од мејл отвори за да видам која е адресата, да ја направам копи-пейст на адресата од кастингот, да ја ставам на Уберот, додека дојде Уберот, јас сум на автопат. Не очекувам дека мене некој ќе дојде за 2 минути да ме земе. Се враќам до ќошот, каде што беа девојката и тие другите двајца. И ми поставуваат прашања, ја уште барам Убер. Ми потврдува Уберот дека ќе биде тука за 5 минути. Они идат на кај мене цело време. А зашто си ти тука? А што правиш ти тука? А зашто си ти тука? Како они идат на кај мене, јас еден чекор на назад, еден чекор на назад. Јас во тој момент бев спремна дека ќе бидам силувана, утепана, фрлена во паркот и дека тоа е тоа, мојот живот завршува. Јас стварно се простив од сама себе. Јас си кажав тоа е тоа, викам јас се борам до крај, ама излез не гледам. Си се помирив со реалноста дека тука завршува мојот живот. Нека бидат живи здрави моите, жал ми е за сите, тоа е до тука било. Убер од мене ми стигна за 2 минути. И јас вака само ја отварам вратата, влагам натре, почнам цела, значи ја вака се тресев. Кога паѓа адреналинот? Да, јас се тресев цела. Солзи во очи, плачам што сум останала жива. Јас бев пресрекна што мене Господ ми дал втора шанса живот. Јас тогаш бев решена дека умирам, значи немаше друг избор. И ме носи на локацијата кај што треба да додам и како што напоменав, тоа беше индустријска зона. Имаше 20 кукички различни фирми. Човекот што мене ме зема, додека не ме остави пред точната зграда, каде што јас требаше да влезам, не ме остави. Јас тоа до ден денес го чувам како инвојс на мејл од Убер. Во едното кцко квадратче имаше свртено 98 круга, само за да ме остави точно каде што треба да одам пред правата врата, зашто мислам дека ме виде најпотресена од било кој што ме видел во животот. Дали во ваков момент апсолутно животот загрозувачки, ова е предизвик кој што ете тоа е светот, тоа секому може да се случи, не е само модел да се. И многу често се случува сега во Европа. Од тоа можеби и ние како земја најмногу стравуваме кога не се спомнуваат мигранти и така натаму. Да. Дали во такви моменти си рекла зошто јас ова го работам или не? Не. Тоа е многу интересно. Нема плашало тоа и свесен си дека знаете само што ќе кажам, жално е заради тоа што вистински тие мигранти ја уништуваат било која држава. А Балканот јас го сметам како едно од најсигурните места за градење фамилија, имање деца, заради тоа што јас и во 3 саат бајле да се вратам, има исклучоци. Јас никогаш во Македонија или било каде на Балкан не сум се почувствувала небезбедно, како што сум се чувствувала низ Европа и во Њујорк. Така што Париз, Милано и Њујорк, јас навечер не сум се враќала пешки никогаш, јас секогаш сум се враќала со такси. И како што ќе паднал мрак, јас не се движам сама надвор. Да, апсолутно, тоа е утврдено веќе години. Меѓутоа не да ме одврати од кариера. Од кариера. Ти се чини ли дека еве многумина имаат твојата шанса, зборам од секаде од светот, но светот останува на храбрите, еве да речеме има ли многу што се откажуваат и што едноставно еве дали од ваква ситуација, дали од не може да ја надмине главната асистентка на Дона Каран тој притисок, бидејќи таму навистина не те гледаат да, се откажуваат како модел, премногу. Нели, како модел, туку те гледаат како нешто што треба да одработи и да им донесе профит.
се откажуваат премногу, дефинитивно. Мислам, оваа работа е премногу напорна и не е за секој. Мене многу пати ми доаѓа да ги фатам штиклите, да ги фрлам и да се вратам, да бидам искрена. Има моменти кај што си одам од работа и од што сум била преморена, плачам од умор и упорно си викам зашто си го правиш ова сама на себе и утре ќе станам и ми текнува дека јас не можам да се замислам да не ја работам работава. Па да, може Само би што тоа е оној сплетот од хормони, допамин, серотонин, сето тоа те прави да си жив. Кога зборуваме еве за кариерата, да се навратиме, тој Алек ќе ме отепа, нели, ако не зборуваме за тоа, еве по Њујорк, да речеме, имаш ли период каде што доаѓаш и подолго време си тука, па се случува Кина? Како тече како завршувам од Њујорк? Јас си одам од Њујорк после сите мои Њујорк депресивни моменти и голем момент беше тоа што пријателите што ги имав не ми беа квалитетни пријатели и цело обкружување ми беше фейк, а јас не сакам да поминувам време со фейк луѓе. Значи не е дека нема да излезам. Јас и излагав и се терав да излагам, ама ми се доволно еднаш во неделата зашто ми ја цицаат енергијата. Тие фейк луѓе и глупави муабети што се без цел и не ми се прават. Од кои земји беа најчесто еве? Од сегде, се дружав буквално од сегде. Имав и германка другарка, и од Полска, и од Хрватска, и со наши се дружав неколку од сегде, буквално од сегде, меѓутоа не ги најдов тие суштински добри луѓе што мене би ми требале во тој момент, мелем за душа што би рекле. Така што и тоа ми беше голем проблем и тука решавам јас дека си одам. Се враќам од Њујорк. Се сеќавам летно време, одам на одмор и јас од плажа пишувам имейл на мојата букерка дека јас си давам отказ. Јас повеќе не се враќам во Њујорк. Јас се откажувам од Њујорк и од се и дека тоа е тоа. Јас сакам да одам за Кина. Во тој момент моја пријателка кога е има Токио? некенка. Токио јас одам напоредно од 2015 до 2018 цело време. Значи во секоја напоредно година одам во Токио нонстоп. И 2018 година летото јас се враќам од Њујорк, мислам дека август-септември. Си давам отказ од Њујорк, завршив со Њујорк. Фала многу пријатно. И јас сум запната да одам за Кина. Јас во тој момент имав агенција од Белград и подоцна ја сменив. Јас мислам дека на нив цело 2018 година им барав да одам во Кина и ја бев единствен случај што сите ме гледа што ќе правиш ти девојче во Кина? Њујорк те бара, она во Кина ќе одела. А модел си неве, Алек, како реагира, да речеме? Алек мене секогаш ми бил поддршка. И уствари мене никој никогаш не ми се мешал. Јас само сум барала, можело да не добијам. Значи јас секогаш сум си барала тоа што јас сакам. Сега било до нив дали ќе ми го возможат. И мене упорно целата 2018 година ме лажат од Белград дека ќе ме пратат во Кина и никако не ме праќаат и само во Њујорк ме враќаат. И јас веќе дадов отказ. Јас викам јас идам за Кина, најдете ми агенција. Не ми наоѓаат пак агенција. Ајде малце до Париз. Абре луѓе викам. Јас сакам во Кина. Они тој период не соработуваат со Кина. Кина во тоа време не е како сега позната, кај што одат повеќе модели. Сега мене сите ме модели гледаат одат како на тоа. луда. Девојче што имаш опција да имаш кариера во Њујорк, она сака да оди во Кина. Викам не, јас во Кина. Јас тука мене од таа агенција не ми наоѓа агенција во Кина и доаѓа друга српска агенција во Скопје и Алек ми кажува екица ќе правиме кастинг, дојдоа од Fox. И ја го прашам Алек, дали е срамота, викам, и дали ми дозволуваш да дојдам, јас чисто си направам муабет со Fox, бидејќи знам дека они се агенција што соработуваат со Кина, викам, само ме интересира дали би можеле нешто да ми најдат, викам, јас ќе дојдам како на интервју, со цело портфолио, со се, само да ме видат, значи, ништо повеќе. Да, нормално, одам јас, седнувам со Марко Fox и на Марко му викам, вака и вака. Таму имам работено тоа, имам правено вака, имам правено се, му кажувам, еве моја портфолио да видите, дали вие мене може да ми најдете агенција во Кина? И мене Марко Фокс ми вика, да, утре. Викам, добро, пратете ми понуда. Јас ја зимам таа понуда и одам во првава агенција, со кој што работам. Им викам, слушајте, мене ми најдоа понуда за да одам за Кина. Дали сакате да ми најдете иста ваква понуда? Јас не сакам да ве оставам, значи јас 7 години сум со вас, сакам со вас да работам. Меѓутоа, сега во моментов сум на раскрсница. Значи, јас за Кина одам. Ама ви давам на вас шанса вие да ми најдете агенција. Они заради тоа што во
тоа време немаат контакти со Кина, не може да ми најдат толку добра понуда. Јас се враќам кај Марко и јас потпишувам со нив. И мене ме праќаат за Кина. Јас мислам дека бев најсреќниот човек што отидов. Прво отидов скептично, нормално, како и секој, договор на 45 дена. Како што откуца 30 дена, јас им викам јас останувам 3 месеци. Јас идам 3 месеци, се враќам. Па ајде да откриеме зошто Кина е предизвик. Кина е, мислам дека најтешкиот пазар кога станува збор за моделинг, заради тоа што е најсурова машинерија за работа и си платен по саат. Сегде во светот плаќаат по ден, во Кина е плаќањето од саат и јас за тој саат, ако во нормална друга држава би сликнала 3 парчиња, јас во Кина ги сликам 15. Интензитетот на работа е ненормален, така што Њујорк е, не знам како да кажам, бебе во споредба со Кина и брзината на Кина. Јас, кога седнувам да ручам во Кина, работам на штоперица, паузирам време. Значи, јас ручокот мене не ми спаѓа во платата за денот, во хонорарот. Каква војска? Јас ја пуштам повторно штоперицата во моментот кога почнувам да работам. И јас кога зборам дека денеска сум работела 10 сати, не 10 сати седнав, цигарче пушев, кафе се напив, до тоалет отидов, па саат време ручав, мене јас вистински тие 10 сати ги стојам на нозе. И ги работам. А зашто ми одговара? Заради тоа што точно знам дека имам работа, дека си имам направено база на мои клиенти што ме зимаат и јас ја имам слободата. Зашто јас кога ќе се јавам, јас имам одмор недела дена, јас одам на одмор недела дена. Ниту ме прашуваат зашто, како и при тоа. Пред емисија ти кажав дека сега на 8 јануари јас заминувам за 19 дена. Зашто јас можам да одам на 19 дена. И они ќе бидат благодарни што ќе ме видат на 19 дена. Дали јас ќе имам 5 работи или ќе имам 20 работи, апсолутно не ми е важно. Мене ми е важно само дека мене некој ми дозволува и на 19 дена да отидам, и на 6 месеци да останам, и на 3 месеци, и мене уствари секој договор, ја до сега цело време по 6 месеци седам, ја на секој 2 месеци патувам. Си зимам недела дена одмор и одам негде. Дали е тоа месеци пол 2, јас сум надвор од Кина. Да им објасниме на оние кои што нас следат убаво и во однос на модата, и дека сите модни гиганти всушност гледаат просперитет на тој пазар. Да, јас многу клиенти од Европа и Америка си ги имам пренесено во Кина. Налек, например, најомилената Диан Вон Фустенберг, јас со нив соработував во Њујорк. Кога сватија дека сум во Кина, јас продолжив соработка со нив во Кина. Во принцип, сите гиганти шијат во Кина. Не знам дали целиот свет е свесен за тоа, меѓутоа вистински се произведува во Кина. Јас како модел не сум поевтина за нив, меѓутоа студио, фотографија, асистенти и целата работна рака, да ја кажеме, во Кина кошта многу помалку пари од тоа што кошта во Америка. Во Америка може да се прави едно сликање во месецот, во Кина се прават 3 за истиот бренд. Па да, зборувавме пред да седнеме од оние кои што работат и живеат во Кина, дека ние од оваа страна имаме сосема погрешен впечаток за нив и дека Кина е се тему AliExpress, всушност е сериозен пазар. И сам дека Кина е земја која што секогаш сериозно се сваќа. Да. И не би требало поинаку. Па, ајде како изгледа, да речеме, односот кон модата и кинезите каков однос имаат? Не се спаѓаме, имаме апсолутна почит кон она што представуваат и не знам, Calvin Klein, Valentino, Chanel, Prada, какви се кинезите во однос на модата? Кинезите имаат премногу нивни брендови, премногу квалитетно добри нивни брендови, кои што се произведуваат и продаваат само во Кина и се на еквивалентно ниво, ако не и повисоко од светските дизајнери, да бидам искрена. Ета, повторно нешто што ние не знаеме и го гледаме она, а всушност ефтиното ли дека е населена? Знаеш, така како и за автомобилската индустрија во Кина, луксуса и така како пазар си има се. И на пример кога се отвара некоја продавница кај нас, ајде да кажеме на Балкан, со производи од Кина, реално ние не сме пазар кај што може да продаваме луксус. И мора да сме многу свесни за тоа. Значи ние не можеме да продаваме ништо луксузно, тешко е да продаваме и средна класа, а камоли па луксус. Така што Македонија и
ајде не цел Балкан, ама Македонија ќе ставам во делот каде што нема кој да донесе за кој да купува. И за тоа кинеско кај нас е тоа што е 30 центи да се купи и се продава за 100 денари. А доколку се донесат квалитетните работи од Кина, луѓето мислам дека ќе престанат да паѓаат во несвест на Луи Витон и Прада. Интересно е дека Кина е фасцинантна и во однос на тоа како напредува и технолошки. Значи, немаме, Јапонија е секако како да се на друга планета, но Кина во ниту еден случај не заостанува за нив. И еве сега и со развојот на вештачката интелигенција се меѓу оние кои што и такако финансираат, напредуваат, па дури вселената освојуваат. Во Кина роботи носат ручеци на врат. Тоа сме виделе. Да. Колку еве развојот на технологијата и вештачката интелигенција мислиш дека ќе има силен импакт врз модната индустрија? Некако и тука се сите загрижени, креатори, модели, дека ние всушност ќе живееме целосно артифишал. Верувам дека може би да, но не во исто време и не верувам. Јас мислам дека манекенството никогаш нема да престане да функционира, заради тоа што јас можам да го дадам, мислам дека треба 50 години за да биде еквивалентно за тоа што може да го даде AI. И кога ќе биде тој AI толку усовршен, мислам дека ќе чини премногу и дека не секој бренд ќе може да си го дозволи тоа, така што моделите ние секогаш ќе работиме и ќе постоиме. Нормално дека мене нема загрижува воопшто. 5 години не за моделите дека ќе исчезнат до 80% од професиите, најмногу за тоа се зборува. Па и во модниот свет како ти се чини бидејќи Кина и како е мека и медена технолошка. Имам многу колешки што се загрижани и не е дека не е веќе AI во Кина имплементиран во моделингот. И многу брендови го прават тоа. На каков начин е имплементирана во моделингот во Кина? Не може да најдат, например, да кажеме, постар машки модел во 50-60 години потребен за сликање. Како не може талек? Најубавиот. За Алек да отиде до Кина, мислам дека пре AI ќе се усоврши. Добро што би кажа да го подбутнеме малце. Да, и например ако не може да најдат соодветен модел, во тој случај се користи AI. Интересно. Сега во однос на тоа како се живееш во Кина, во однос на, значи спомнавме кинески брендови, еве се отвараат ли многу, ја верувам Кина како огромен пазар, познативе модни куки? Се имаат. Трошат ли кинезите еве на тоа? Кинезите се народ што ги движат парите, значи јас цело време зборам дека они немаат бог, они веруваат во пари, така што се троши премногу. Интересно социјализам се, тоа е исто комунистичка земја, со многу капиталистички ефекти. Да. Се троши премногу. Има во мојот град на пример 3 мола кои што се high-end luxury молови и во нив не постои Zara и нешто под тој некој стандард за луксус. Премногу се купува, премногу се троши, така што има од се и они сакаат уствари да бидат, да се докажат. Затоа и купуваат. Тоа е уствари целата идеја на нивното пазарење. Сигурно, бидејќи на Инстаграм се излезе неодамна синот на Алибаба или најбогатиот. Мислиш дека е тоа повеќе театарска представа, колку послуга има он, колку он, или навистина е така? Навистина се случува. Го ранат, он само троши, он седи, му принесуваат. Навистина е така. Добро, поделен ли е таму светот, еве, гонжо град огромен, па личи. Па сега со толку технолошки напредок и нивната архитектура наликува на Јапонија, да те кажам, искрено, по она што гледам од слики. Или се уште јапонците се... Не, јапонците како култура се пред сите, а Јапонија мислам дека никогаш нема да успее да достигне Кина кога станува збор за artificial и згради, облакодери, тоа е и се нешто како што изгледа.
И како изгледа наукниот живот, еве како се поделени работите? Во Кина, во мојот град е еден од најновите градови. Не верувам дека постои нешто повеќе од 30 и нешто години. Нема историја кај мене во градот, значи ние имаме еден темпл направен така, колку да има што да се види ете некој странец што ќе дојде, инаку се друго е модерно. И нема историја мојот град, значи нема кинеска култура толку. И е многу интернационален, има премногу интернационални луѓе. И сме поделени на бизнес центар, наверојатно. Да, ние сме поделени на кинези и интернационални луѓе. Кинезите си имаат своји ресторани, своји дискотеки, своји места на излагање, на интернационалните луѓе си имаме своји ресторани, своји дискотеки, своји места на излагање. Исто ми е како да сум во Европа. Јас не го гледам поинаку тоа и можам да кажем поубаво од Европа. Од аспект на места, безбедност безпрекорна. Безбедност апсолутно не може ништо да се случи на никого никогаш. На што се должи тоа, еве, според тебе, тоа се должи на една бандера 98 камери. Значи нема каде да мрднете. Нема каде да помислиш да направиш нешто. Зашто во истата секунда ќе бидеш најден. Колку еве ти стана блиска кинеската култура на живење, што е она што би прифатило од кинезите, а го немаме ние? Мислам дека ништо, не правам ништо кинеско. И не се дружам со кинези. Ствари со кинези имам проблем културолошки, заради тоа што ние немаме заедничка тема на муабет и имам другарка една. Како не доживуваат нас еве на пример и тоа да искористат? Не знам искрено како не доживуваат. Јас мислам дека они се малце порасисти, дека нас не користат само за да се покажат дека има компанијата пари да си дозволи да странец работи за нив, меѓутоа не верувам дека не сакаат премногу, ама они мислам дека се расисти за се освен Кина. Они од нивна раса не ги сакаат било кој од околината, така што не знам, не навлагам, а сум пробала, не ни ги сваќаат ни шалите. Имаме многу поразлична смисла за хумор. Например, јас на неколку пати сум сакала да кажам некоја шега и сум била сватена како одам прост пример ташна да си купам и сега од ташната има кај нив има сите можни бои. И сега сите можни бои од овој модел мене не ми требаат. И ја пробувам да изберам една или две максимум ако тен ми се допаѓа моделот и вака седам и на девојчето што работи викам викам треба спонзор да си најдам, викам сите се преубави да ми ги купи некој. Се потресе. Oh my god, no. Ја вака седам, викам каде сгрешив, што погрешно кажа? Да. И викам извини, викам не се разбравме, викам премногу се убави сите бои, викам затоа се пошегував дека треба некој да најдам да ми ги купи. Немам толку пари за да ги купам сите. И беше како леле добро е. Така што не имам една другарка што е кинескиња со која што излагам од што морам, зашто ќе ми се јави 10 пати. И еднаш ќе мора да излезам, зашто она па многу сака да се отвори, да се дружи со европјани, е прекрасна личност, само што немаме теми на кои што може да се најдеме и да збориме. Нема НЗС нека. Нема НЗС, така што сум одвоена од таа кинеска култура и храна, например. Еве кога збориме за безбедноста, некако имам впечаток дека тоа мора да го споменеме, бидејќи не сега и зборуваат екс модели, дури и оние од Викторија Секрет и така натаму, дека всушност моделингот има и многу темна страна. И неретко многу ми е драго што си тука, пошто ти навистина имаш светска кариера, па можеш да кажеш од прва рака. Неретко се случува да завлезат во една приказна и да бидат жртви, односно она што било моделинг да прерасне во елитна проституција, иако кај проституцијата нема ништо елитно реално. Има ли такви обиди, како се препознаваат? Многу убава тема и никој не станал жртва, а не сакал. Јас во мој 15 години работење во живот не сум добила понуда за било што. Секој станува жртва зашто сака да се продаде. Дали мислиш дека предаторите може да го почувствуваат тоа?
самите модели се криви. Јас ќе кажам. Ајде, како изгледа? Зашто јас во 15 години работење и сигурно сум имала над 100.000 сликања во мојот живот и сигурно имам работено со предатор. Не е дека мене ми се погодија најпрекрасните луѓе на целиот свет, па многу ме почитуваа. Карактерот на моделот е тоа што допринесува за дали ќе добијат непристојна понуда и ќе бидат искористени. Јас кога стигам на сет и било каде на работа, тоа што го кажав и во агенција, немам јас зашто да пробувам да им се допаднам на луѓето. И да бидам фейк, и да бидам здраво, што правите, во петок каде бевте? Елена, секогаш од тука мислиш дека почнува или доаѓаат? Зашто најчесто ги слушаме приказните. Па да, зашто дека се фини ако сакаш да успееш во кариерата, треба или ќе те поканат на вечера. Да, сум имала и таква опција. Мене во Њујорк после многу долго работа ме праша, дали сакаш да ти најдеме фейк дечко, значи јас не треба ништо да правам со тој фейк дечко би бил од светски позната личност, вика, за да тераме во famous за тебе, или сакаш да останеш well known in fashion but no name. И јас бев апсолутно, мене слава не ме интересира, па ниту well known in fashion. Јас сакам да си ја работам работата. Гледаме, значи. Да. Фейк врски, например, Ирина Шајк е така, како што знам сега, не знам со сигурност нормално, меѓутоа од моја агенција ми имаат кажано дека она така има станат од звезда. Значи тоа се склопува, например, фудбалер во подем со што е сега во моментот пик и модел во подем што е сега во моментот пик, па се спојуваат заедно за папараци. Нема потреба ништо да прават сега, на крај на ден ако си се заљубат двајцата, супер. Меѓутоа за пред јавноста, доколку сакате да терате таква врската и на Кајли со најверојатно што да ме прашаш, не пратам ништо. Си имала еве можност, сакала некела се да бидеш во присуство да комуницираш одблиску со овие модели, Ирина Шајк ја спомна. Ирина Шајк не, ама сум била во бекстејдж со Кендал Дженер, само што Кендал. Јас не одам каква нигде. Не знам, јас не одам со никого да се запознам и мене тоа апсолутно не ме интересира. Ја стварно не ме интересира ништо од дали модата. Да речеме, не мора ни да тоа се чувства, има ли некоја ароганција со оглед на тоа што е Кендал? Еве, додека е тука со сите девојки трчаат ли околу неа или Она беше влезена само како гостин после ревијата за да честита на дизајнерот. Така не беше дел од таа ревија. Меѓутоа беше во просторијата и не беше влезена сама. Кендал отскокнува и од својата фамилија, ти она ја задржува приватноста и не игра по нивните правила. Но Кендал добро и што ја спомнавме од еден друг агол, бидејќи Кендал некако појавата на тие Кардашијанс ми е како со короната, пред Кардашијанс, по Кардашијанс. Некогаш да се биде модел врвен се заслужуваше. Значи треба да го изодеш тој пат како ти, а некако како да проба со социјалните медиуми, тоа што имаат моки пари, следбеници преку 300 милиони, некако им се отвори патот, така ги доживев и пробаа малку поинаков пристап. Еве, ќе повлечат, нели? Да, ама на крај на ден се сведе на тоа. И тие следбеници, значи уште во 2018 година јас кога бев во Њујорк, мене ме прашуваа за Инстаграм. Што во тоа време не ни беше толку, немаше толку инфлуенсери, мене ме прашуваа за Инстаграм. Значи од тоа време, не знам, социјалните медиуми си носат многу поволности и многу луѓе, многу девојки стана модели. Како да таа популарност, иако он има и реалити шоу, им го отвори експресно патот. Значи, бидејќи види, факт е дека они имаат услови секогаш да изгледаат топ. Значи, дојде време, не е ни битно како ќе се родиш ќе направат. Секој човек што има можност, ама тоа порано не може да биде модел. Па не било замисливо, ама сега тоа е, за жал имаме една ера каде што социјалните медиуми се поважни од се останато, каде што сите се докажуваат за да покажат што имаат, како имаат, што се и како се. И не остана, мислам дека ни во нашава држава девојка што не е во некоја модна агенција. Сите се модели. Сите се модели. Она што еве повторно се потврдува дека оние кои што реално професионално се топ модели на насловни страници, на Elle, на Vogue, на нешто што некој може само да сонува, некако вие сте најпитоми на социјалните медиуми, естетски многу софистицирани, ненаметливи,
не се ни чувствувате, едноставно постоите така елегантно, спокојно. Додека се повеќе имаме една агресија каде што самите си одлучуваат дека се модели. Да, ама тука има разлика. И не ги осудувам, на нив тоа има агенцијата, публиката, следбениците, и тоа има платформата за да успеат и да се пробијат. Дали Јас немам потреба да постирам. Илена? Па не, тоа сакам да кажам, на нив Инстаграм има агенција. Инстаграм, и они соработуваат директно со клиенти, значи тој што не е во агенција, Инстаграм е единствениот канал како агенција и они мора да се активни, они мора да постираат и мора да се борат, да се изборат со останатите кои што се на пазарот, им се конкуренција, за да добијат работа и за да бидат откриени, ајде да кажеме, кај нас македонскиот пазар. Додека јас имам агенција која што мене агенција ми бара работа. Јас сама немам потреба да барам работа. Како ги коментираш оние само прогласени модели? Значи, дури немаат ни соработки, но пропагираат мода, естетика, која што е далеко од оно што е фешн естетика. Зборувавме и за Балканот, пластичните операции некако се доминантни. Онаму, некако така ме да кажам, каде што најмногу има побарување од друг агол за убава жена. Да. За сомнителни морални професионални определби. Самите мажи си диктираат на овој пазар што е идеална жена. И сите девојки се угледуваат од Инстаграм повторно на тие жени кои што се добро ситуирани како изгледаат и кога ќе видиме на крај на ден многу погрешни ликови се идоли на младината. Да, до некаде може би тие се користат како модел за позадина, нели, таа фасцинација да регрутира нови жртви за она што е всушност реалноста, бидејќи ти работиш цел живот, сега кога кариера, кога ќе стекнеш, па и светска и добро заработуваш. Најсомнително е кога некој нели живее на висока нога, а всушност реалноста е ништо не работи. Да, ама тоа е целта кај нас. Кај нас целта е брак. Добар брак. Додека за мене целта е среќен брак. Па ова за брак, добар брак, добро би било кога било добар брак. Па добар брак е добро, како да кажем, добро ситуиран брак. Да. И сега клиентите за добар брак имаат некаква побарувачка и затоа имаме каталог од 3 типа. И тој шаблон се прати. Модниот свет ја и тука нема ништо со мода. Ја почитува ли оваа естетика ние која толку многу ја промовираме, вештачки гради, огромни усни, трепки, тенди, не знам како да се изразам. Не е проблем, јас имам корекции на мене. Зборуваме за овој прототип. За овој прототип не. Меѓутоа јас имам корекции, јас имав период каде што сакав уста, ставив уста. На крај не ми се допаѓаше, ја извадив. Меѓутоа јас све што имам направено е на минимално. Да не се ни приметува. Сите исти носи, исти гради, големи гради, нешто што навистина тој профил за ако правиме ако збориме за моделинг, не. Тоа никогаш нема да помине за да си модел. А за да лепо се удаш, што би се рекло, секаде поминува. Кардашијан се сами Кардашијан во Америка. Они го издиктираа сето тоа да се случува на Балканот, така што корона по корона. Ја спомнуваме короната, Кина е затворена. Да, затворена. Кина се почна од Кина и тој Вухан град кој што ќе го паметиме. Мислам дека е популарен од Венеција. Како е и тоа да беше тој период ти во Кина или требаше? Јас не бев, јас требаше додам март 2020 прв пат во Гуанџо. Март 2020 и агенцијава од Белград над 10 дена пред полетување. Мене не ми беше проблем тој ковид како ковид. Мене стварно не ме додирнуваше дека има некоја пандемија, јас само сакав да си отидам. И од Белград агенцијата ми вика Елена некако во Кина има корона. Мора да се откаже картата и им викам луѓе ве молам пуштете ме, мене овдека стварно не ми се седи. Што ќе правам? Што да правам затворена дома? Значи оставете ме на работа да си одам. И ме застануваат. Не е паметно, ајде да видиме што како. И после 2 недели се затвара Кина, јас не можев да влезам. Во следни година и пол поминав тука.
Со тоа што последните 2 месеци, од што веќе не сакав, ми фалеше работа. Јас полетав за Кореја, јас од Кореја чекав на вести вака кога ќе се отвори границата на Кина. А за да се отвори границата на Кина, свесно се влагаше во 28 дена карантин. А работеше ли нешто во Кореја? Во Кореја работеше се. Ама ти дали... не, јас работев неколку проекти, не се ни сеќавам што и како и зашто, заради тоа што тие 2 месеци се сведоа на 43 дена, како што отвори Кина, јас само си го фатив првиот лет и си отидов. Многу близко до Северна Кореја. Да. Така те кошкаше, бидејќи ти си авантурист, како изгледа да Искрено, да посета? Да, ама од друга страна имам слушано дека има премногу правила и гледано некои документарци, зашто... Е правилото. Да, а јас сум човек што несвесно ќе сгреши, а многу си го сакам животов за да плаќам такви грешки. Сега си тука, ќе биде среќна нова година, празниците некако се време кога доаѓаме кај оние кои што се наши најблиски да ги видиме, па не достигаат, но и брзо заменуваш за Кина. Што е планот за 2026 од обврскиве? За 2026 за мен вака. Јас јануари ќе бидам во Кина, со тоа што февруари бидејќи е кинеска нова година се враќам повторно кај нас. Планирам некое скијање, сега се надевам дека временските услови ќе се погодат, некое уживање со пријатели и потоа март и април сум во Кина. Имам некои луди идеи бидејќи сега за сега јас имам земено стан што го плаќам на цела година, што постои, сум јас последните 3 години тотално преселена во Кина. Значи со се имам таму, не се враќам со куфери. Државјанство можеш ли да побрживе тоа? Не дава државјанство ниту еден странец, тоа во историја на Кина нема да се оствари. И искрено ми е жал, зашто ако од негде би сакал државјанство, тоа би било од Кина. Искрено. А јапонците се такви или не? Не знам за јапонците. Не знам, ама од Кина би си извадила, стварно, зашто животот го остави во Кина. И еве март април ми е во план дека треба, мислам, станот го закажав за до крај на април. Сакам полека да се вратам во некој баланс на патување. Зашто сега сум во баланс на јас патувам во Македонија, живеам во Кина. Сакам да се вратам на тоа да бидам база во Македонија, пак додам во Кина, меѓутоа поголемиот дел од времето да го поминувам тука и да се вратам повторно да работам на европските пазари, со кои што немам соработувано 4-5 години, заради тоа што секогаш еве си ја правиш промената кога ќе дојде моментот. Да. Што и не е лошо, никогаш да не е досадно. Ангажман еве вака што посакуваш? Имаш ли некој предизвик, модна куќа, желба или не? Не, само да имам работа. Само да имам работа. Се гледаш ли себе си од другата страна, да речеме еве кога ќе дојде моментот да бидеш ти таа која што еве ќе создадеш можеби своја агенција или тоа се случи веќе. Па кажи ми, ништо не знаеме. Тоа се случи веќе. Јас и мојата пријателка, колешка, соработничка, партнер во се, Ивана Караџова, во септември отворивме агенција која што се вика Реива. Соработуваме со Алек и во принцип нашата идеја беше во Македонија нема агенција која што директно ги праќа моделите во странство. И сите ние сме излезани преку Белград, а јас и Ивана имаме доволно контакти од светот и сакаме да возможиме полесен пат, заради тоа што на крајот на денот и тој Белград одзима премногу време и финансии, а не секој има да си го дозволи тоа. И ние што сме биле доволно среќни и што нашите родители можеле да возможат, го имаме истерано тој пат и сме добиле некаква шанса. Така што отворивме агенција, имаме 15 модели. На почеток сме, сега за сега пофални зборови слушаме, се надеваме дека ќе биде секако што треба. Веќе имаме еден модел испратен во Кина. Завчера подпишавме модел за Милано. И полека, сега спремаме портфолија, бидејќи во Македонија за жал немаме пазар кај што се креира едно солидно портфолио за да можеме да испратиме во странство и тој модел да биде потврден одма, и во изминативе месеци ние
И голема благодарност нормално и до Антонио, и до Дарко Ар, и до Мартин Трановски, кои што стварно ни се најдоа и стварно ни овозможија премногу. Тоа е нормално од некој однос и лица што ја и Ивана ги имаме оставено со нив, меѓутоа и они многу ни се најдоа да ни направат портфолија за моделите кои што ќе бидат на светско ниво, за полека да ги оформиме и да можеме да почнеме да ги праќаме на всушност да го искористите за нешто што не мора да се оди преку Белград, туку еве директно. Одлично. Уште за крај соработката со домашни креатори, еве како? Јас не соработувам со домашни креатори. Доаѓањето тука, како што веќе напоменав, мене ми е одмор. И јас кога доаѓам во месец дена и цело време сум дали ќе отидам на викенд со пријателите. Да направиш отстапка, па еве вака. Не, кога е за близок пријател секогаш. Значи дизајнер Наталија Терезија во секое време кога и да и треба, јас сум тука. Наталија на Катја мајка им беше професорка на вакот. Тоа е моја драга пријателка, значи за такви луѓе во секое време. Во секое време, меѓутоа не можам да соработувам со сите заради тоа што си го ценам времето и стварно сакам да имам помалку ангажмани овдека заради тоа што мене во киноживотот ми е премногу динамичен. Јас вистински премногу работам. А тука еве сега и ревот кога постои, јас стварно не спиам и тука се заморувам, така што не ни имам време. Не ни сакам да соработувам се уште, гледам да си го користам времето за тоа што мене ми е работа да ја завршам и за со најблиските. Многу благодарам. И стварно ти посакувам многу успех, бидејќи ако успе ова што го велиш, тогаш тоа ќе биде успех и за сите оние кои што директно преку вашето искуство и знање ќе си ги остваруваат своите сонешта и верувам дека многу елени ќе откриете, не само како успешни модели, туку како луѓе. Се надеваме и ние исто, најмногу би сакала конечно и Македонија да има квалитетни модели, верувам дека има, но модели што ќе бидат изградени и ќе бидат спремни да работат и ќе имаме модели по целиот свет, бидејќи јас кога почнував бев сама единствена македонка сегде. Сега веќе добро е, сега веќе супер, работа. Сега во Кина сме собрани 3-4 девојки, па е поинтересно, знаеш дека имаш некој твој тука. Благодарам што дојде и беше тука и верувам дека добро беше. Ако има некоја замерка, ќе каже, ако не, ќе го поздравиме секако. Елена, се надевам дека таму напролет повторно ќе дојдеш и ќе раскажеш некој новитет, кој што навистина ќе значи и ќе бидат бенефити за земјава. Ова е изненадувачки убава вест. А ти благодарам и на тебе, Тина, секогаш ми е драго да си соработуваме, дали приватно, дали професионално. Благодарам уште еднаш.